Европскиот парламент го одложи гласањето по извештајот за Македонија за 24 јуни, но без разлика на тоа останува фактот дека после не знам колку години Македонија конечно е во предност, а Бугарија е во дефанзива. И добро е што македонската влада го знае тоа и нема намера да попушти. Значи не е важно кога ќе се усвои, па дури да не се усвои. Важно е што Европската унија, но и светот ја гледаат вистината за Македонија. А тоа е дека таа постои. Постоела и ќе постои Македонија. Македонски народ, македонски јазик, култура, историја и слично. Во овие 30 години од независноста цело време има некој кој го негира нашето постоење. Но историјата покажува дека ништо не може да ја уништи Македонија, колку и да вложуваат напори. Мислеа дека ќе им успее со Преспанскиот договор. После го очекуваат тоа со договорот за добро соседство, на крајот со францускиот предлог. Но ништо од тоа не им успева. И рака на срце мора да се признае дека тоа е заслуга на новата власт во Македонија. Вистината конечно излезе на меѓународна сцена исклучиво поради дипломатската офанзива која започна од првиот ден од кога ја превземаа власта и кој откако македонската дипломатија 7 години чмаеше, се починуваше и виткаче кичма, конечно настапи како што треба, во целосна одбрана на македонскиот идентитет и јазик. Како реков, колку си подостоинствен и неприкосновен во однос на сопствениот идентитет, толку повеќе ќе те почитуваат. Со својот став кон себе си ги учиш другите како да се однесуваат со тебе.